Председателя, почитувани присутни. Значи денес пред нас е предлог законот на Левица за изменување и дополнување на законот за здравствено осигурување, кој што ќе биде предмет на оваа јавна расправа. Овој закон е поднесен на 6 април. 6 април, значи малтене уште малку ќе правиме година од кога е поднесен. Морам да констатирам дека владачкото мнозинство изигра нечесно во врска со овој закон, имено што се случи, значи тие гласаа за потребата од носење скратена постапка и потоа беше за жал закопан во Комисијата за здравство. Значи тоа е еден од начините да се закочи нешто. Тие беа исплашени од негативните критики кои што ќе ги добија заради гласањето против, но на некој начин го направи истото со тоа што овој закон не се најде на дневен ред на комисијата, за потоа се најде на дневен ред и на собранието. Под притисок на земјоделски издруженија, значи ние имаме оваа јавна расправа денес и иако јавна расправа не го врзува собранието, значи пленумот ништо, се надеваме дека некое поместување ќе добиеме. Зошто? Затоа што следуваат избори. За жал во нашава држава само со притисок и пред избори некои работи се случуваат. Сега, зашто се работи? Значи, тргнувајќи од фактот дека правото на паричен надоместок за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство согласно закон е задолжително здравствено осигурување, значи тој надоместок се пресметува 100% од основицата на надоместокот на плата. И понатаму, значи правото на надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство по својот социјален карактер е обврска на државата. И заради тоа што бременоста, раѓањето и мајчинството не представува болест, туку планирање на семејството кое согласно нашиот устав е обврска на државата и е натовар на републичкиот буџет, и затоа правото на здравствена заштита значи треба да биде и мора и е дел од задолжителниот здравствен систем. И покрај сето ова, жените регистрирани како индивидуални земјоделки се исклучени. Се исклучени од Законот за здравствено осигурување и не го добиваат тоа фундаментално право. Значи, имено, индивидуалните земјоделки и земјоделци плаќаат 20% придонеси, значи тие жени немаат редовен приход, остваруваат приход од земјоделска дејност на годишно ниво, значи кој што е условен од многу работи и посебно да речеме од временски услови и од други фактори на ризик. Законот, значи, за работни односи, и сега имаме една ситуација каде што Законот за работни односи го уредува правото на породилно отсуство, но носителите на тоа право се исклучиво категориите кои што се наведени во Законот за здравствено осигурување. Сега, со постојните законски решенија и самовработените лица имаат право на платено породилно отсуство, иако не се препознаени од законот во Законот за работните односи, но иако индивидуалните земјоделки по секоја, значи, логика представуваат работнички и представуваат самовработени лица, сепак тие се исклучени од оваа мерка и оперираат и не оперираат, значи, во правниот поредок заедно со другите работници, самовработени лица кои што го уживаат ова фундаментално право, значи имаат помалку права. Од тука земјоделките де факто се статусно дискриминирани во однос на другите работнички кои што го имаат, значи, ова право. Оваа нееднаква социјална политика има сериозни последици врз нивното репродуктивно, психолошко и физичко здравје и понатаму и на децата. Зошто? Затоа што не уживајќи го, значи, ово право, земјоделките се приморани да работат во доцна бременост, што е недозволиво, и потоа се приморани да работат и да почнат прерано со работа, па потоа прерано да прекинат доење, кое што исто се одразува, значи, на децата. Значи имаме последици и по нивното здравје, и по здравјето на децата, и понатаму кога ќе разбереме, значи, дека земјоделките живеат во рурални средини, каде што пристапот до здравствени и социјални услуги е и такако отежнат, и каде што патриархалните норми се најсилни, значи ние тогаш сваќаме со какви се проблеми и какви последици по нивото здравје може да има ситуацијата што не ја уживаат, значи, оваа мерка. Заштита на мајките е фундаментално право. Значи тоа не е нешто што треба да се заработи у наводници или заслужи.
кај нас е предвидена, значи, со уставот, према клучните, значи, универзални договори за правата на човекот и меѓународните конвенции, заштитата на мајчинството треба да е проследена со правото на паричен надоместок за време на породилно отсуство, кој што ќе обезбеди на жените, значи, да може да се одржуваат себе си и своето дете во соодветни, значи, здравствени услови и за да може целосно да се посветат на детето и, значи, и да не работат. Јас тука го имам и извештајот од Европската комисија, кој што го нотира, значи, овој проблем и цитирам, значи, жените регистрирани како индивидуални земјоделки се исклучени од Законот за здравствено осигурување кога станува збор за надоместок поради болест, повреда на работно место и отсуство поради бременност, раѓање и мајчинство. Значи, да немаме дилеми. И сега, имаме една ситуација каде што владата има, тоест Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, има некоја програма, која што од скоро, јас колку што видов, има програма од 1 декември 22 до 1 декември 23. Значи, сите жени земјоделки кои се породиле во тој период, ќе добиваат некој надоместок од 81.000 денари за 9 месеци. Ова во медиумите владата го најави како историска некоја одлука. Значи, збориме за нешто што е де факто половично решение, кај нас се тврди дека е историска одлука. Сега имате повеќе аргументи зошто оваа програма не треба да има законско решение, зошто е недоволна. Прво, нередовно носење. Значи, треба оваа програма да се носи секоја година. Сега имаме ли ние гаранција дека ќе се носи секоја година? Тргнувајќи од тоа колку работите каснат во Република Македонија, не можеме да нема гаранција дека ќе се носи секоја година. И вака останува на волјата на министерот, што е недозволиво, наместо да биде системско решение. Второ, може да касни. Тоа е од клучно значење. Значи, зошто? Кај нас имаме субвенции да каснат по 3 години понекогаш и сега ние треба да очекуваме дека наводно оваа програма ќе биде целосно на време. Зошто е клучно, значи, да не касни? Само малку да касни оваа програма и исплатата на овие средства, жените земјоделки ќе бидат приморани да продолжат со работа, значи во долцна бременост, или да почнат прерано, што значи целата логика на тој надоместок се губи и понатаму, значи под број 3, кога ќе видиме дека платеното породилно отсуство е социјално, женско и работничко право, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство нема ниту надлежност, значи нема ниту експертиза, ниту капацитет да се бави со остварување на социјални права на граѓаните и понатаму може жените земјоделки одреден број, да речеме, да бидат одбиени поради, да речеме, нивни политички ставови, што до сега се случувало со субвенциите, значи го имаме тоа искуство, или поради, да речеме, јавно изразување на мислење, што би ги ставило во нееднаква положба со жените, да речеме, со подобни политички ставови кои што би ги добиле парите, значи, од таа програма. И аргумент 4 против оваа програма, значи Министерството треба да креира дополнителни мерки за поддршка за земјоделките, а не да се бави со нешто, да ствара субститут за нешто што мора да биде законско право. И затоа, значи, заради наведениве причини, потребно е брзо донесување на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување. Ние се надеваме на позитивен исход од оваа расправа, со кој што ќе се изврши притисок и ако не се донесе овој закон, барем да се донесе некој закон у слична форма, ние би биле задоволни и со ова, значи, сега власта е на потек. Ви благодарам. Фала.